Добро вечер. Драго ми е што дојдовте априлската сесија на Уредник со причина Игор Иванов Изи. Добро вечер, Изи. Здраво. Честитки за твојот избор за председател на Друштво на филмски работници, иако тоа е најмалку битно, нели, вечерно. Ме убедија некои колеги дека тоа е за општо добро и јас прифатив, ќе видиме кај ќе ме одведе тоа. Твојот избор се состои од соништа што се купуваат со пари. Вчера прикажам на Ханс Рихтер, Бери Линдон на Стенит Љубрик вечерва и убавицата на денот на Луис Буниел. Од кај да почнеме? Јас, кога ме покани кинотеката за ова, ме замолија да направам избор од 5 филма. Ја ќе бев многу посреќен. Знаете, со 5 филма е многу чудно, од кои тие ќе изберат 3, односно ќе успеат да го изберат правил за 3. Но тие што се занимаваат со математика знаат колку се тоа многу комбинации, не е тоа баш така. Ќе бев многу посреќен да влезеше било кој од овие други 2 филма, иако мене ова ми е омилен филм, го ставив како филм што многу го сакам. Иако ќе бев посреќен да влезеше Мишима на Пол Шредер, тоа беше мојот точен избор да оди помеѓу овие 2 филма. Или пак на Копола филмот Rumble Fish. Но не е важно, ова е еден прекрасен филм и ќе го имаме вечер. Пред да влеземе овде во салата, спомна дека прв пат ќе го гледаш во кино. Прв пат го имам гледано Бери Линдон можеби 40 пати. Така по моја проценка. Но секогаш сум го гледал на VHS, па потоа искочи DVD и така. Имало моменти кога ми бил близко да го видам во кино на некои фестивали, ама секогаш сум морал да патувам некоја ретроспектива, ама сум морал да патувам ден пред тоа или еднаш дури немаше карта и така. Не успеав. Пеколниот протокол сум го гледал во кино, дури сум го гледал и Доктор Стренджлов во кино, сум го гледал Pets of Glory во кино, Бери Линдон не, и сега сум многу среќен затоа што има одлична DCP копија, која кинотеката ја плати скапо само за оваа прилика и тоа навистина ме прави мене многу среќен, се надам и вас после проекцијата ќе да направи. Филмовите на Ханс Рихтер и на Луис Буниел, смеам ли да повлечам паралела меѓу нивното надреалистичко дадаистичка димензија на творештвото со почетокот на твоето творештво? Неп, Боложман. Мене, баш професорот Сидовски беше вчера кај мене, дојде на едно кафе пред да дојдеме овде во кино и истото прашање ми го постави на негов начин. Зошто овие 2 филма? Мене секогаш ми било интересно тоа што филмскиот надреализам има своја специфика и е многу различен од ликовниот, од она што во ликовните уметности го знаеме како надреализам. Иако така почнува со самите почетоци на филмот тој почнува. Уште вие од денешен аспект можете и за Жорж Мелиес да кажете дека он спаѓа во надреализам, но како терминолошка одредница почнува со аналузиски песми се чини. И како он се развива, како си патува како жанр низ кинематографијата, во еден момент тој ги напушта сите аспекти на ликовниот надреализам. И последните филмови на Буниел, тоа е оној филм што ќе го гледаме утре, еден, мислам, не последните, туку тие клучни филмови на Буниел од неговата кариера, иако тешко е да се каже кои се точно тие, но не е важно. Таму спецификата на филмскиот надреализам има своја синеастичка специфика, која е повеќе поврзана со драматургијата отколку со ликовната. А Ханс Рихтер, вчера кога го гледавме филмот, јас сум го заборавил тој податок, ја гледав шпицата на одјавна, ја потешка шпица во живот не сум видел. Значи, на шпицата се подпишани Ман Рей, Макс Ернст, Рене Магрит, Џон Кейдж музика, и што уште не. Мислам, имаше уште неколку имиња кои навистина... Марсел Дишан. Марсел Дишан, секако на прво место требаше да го кажа. Така што, навистина, една тешка шпица и тој филм, ја прв пат кога го гледав, за мене остави голем впечаток, потоа малку го анализирав тој филм, го имам гледам исто така повеќе пати, ми го покажа Драган Набјанич. Тоа беше од неговата приватна колекција, што тој грижливо ја собираше. И можам да кажам дека она што денеска го гледаме како
постојат некои парадигми од денешен аспект, да речеме Монти Пајтон. Монти Пајтон е апсолутно произлезен од оваа филмска естетика, барем по моје видување. И многу други работи, да не ги спомнувам спотовите кои се денеска актуелни, кои беа актуелни во 90-тите години, тие лисергични, ЛСД, некои виртуелни тунели, такви некои... Мислам, тешко е да се зборува за појави. Сакам да те прашам, со оглед на тоа дека секако дека твојот избор на 5 филмови не може да заклучиме за твоето форматирање како филмски автор, но со оглед на тоа дека не имаш формално филмско образование, во смисла на режисер, колку овие автори влијаат на тебе? Дали се овие клучни? Види, тешко ми е да кажам кој како влијаел на мене. Ја можам само да кажам, бидејќи овде јас одев по еден принцип дека ово ми се омилени филмови. И друг пат кога ме прашувале кои се твои омилени филмови, сум требал тоа да го изјавам во некој интервју или по некоја друга прилика. Па ми се увале луѓе да ми кажат кај ги најде тие овие филмови. Велам, ова се филмови што јас не ги ставам во некоја енциклопедија, туку се филмови што ми се мене лично омилени. Така што тешко можам да одговорам на твоето прашање, но тоа сигурно има влијание на она што сум го правил дека го правам. Дали втората паралела со овој избор може да ја повлечеме од Кјубрик како автор што во секој филм е различен, односно речиси да нема снимено филмови од два филма од исти жанр со твојот поглед на правење филм. И Превртено, и Соба со пијано, и овој што го најаваш на овиот филм, скоро, мислам, сите се жанрски различни. И естетски. Па тоа може би така, но јас не се носам со некоја таква идеја дека јас ќе бидам македонскиот Стенли Кјубрик. Немам таква намера и не знам зашто тоа, знаеш, како човек во животот работи оно што му налага ситуацијата и животот. И мене овие работи ми се спојувале по некој друг, ништо не е тоа смислено или планирано. Мислам дека тука е нешто многу друго поважно, а тоа е околу филмот, затоа што филмот и сликарството, тоа од таму почнавме, Ханс Рихтер е сликар, а Бунјуел исто така е сликар во еден период од својата младост. Но затоа зборивме за тоа формално и неформално образование. Туку сакам да кажам за Кјубрик, например, во истото тоа време Бергман, кој е многу голем режисер, има 3 Оскари, има златни палми и така во тоа негово време, има најголема продукција од својата генерација. Тој тврди дека никако не треба да се прават филмови по книги, по литературни дела. Иако филмот е најблизок до романот, ако филмот до нешто треба да го приближиме до некоја друга уметност, тоа е романот. И како структура, романот нели води од епот потекло. За разлика од него пак Стенли Кјубрик, кој му е современик на еден начин, прави филмови само по книги. Јас мислам дека сите филмови на Кјубрик се адаптација на некоја литературно дело и ја побива таа теорија. Последниве години сними и забележителни телевизиски серии, односно сними креатор беше на Преспап. Снимаше и Сенки на Балкан од една епизода. Тука па си малку поразличен од филмовите, ја тоа сега вака колоквијално би го нарекол некој скандинавски минимализам. Мене ме поканија да направам серија за Преспав, кога ме прашуваш, за мене беше предизвик дали е тоа можно во една медитеранска средина, како што условно можем да кажем сме ние, како менталитет, бидејќи сме ние поблиску до грците, шпанците или италијаните, отколку англосаксонците, може да се имплементира ситком успешно. Посебно во Македонија, затоа што кај нас до сега имало обиди за ситкоми, тие биле неуспешни. Обично биле во македонската телевизија правени и тие не беа успешни по ниту еден параметар. И сега мене ме интересираше тоа, така што ја тоа го направив малку студиозно, затоа што почнав да се занимавам со тоа, со тој жанр, теоретски, потоа гледав кои се искуствата по светот и така натаму и барав начин како да го имплементирам. И се надевам дека во одредена мера успеа во тоа. Тука е и Сајдер исто.
Но и Синки за Бакало за мене е прилично сигнификативна твојата 8 епизода. И тука, ако смеам да приметам, е различно од останатите 9, нели вкупно 10. Па сега, ја може би си... Многу е поедноставна и дури сценографијата. Јас се борев за некој интегритет, бидејќи тоа е проект на Драган Белогрлич. Таму има режисери и други, секој работи по една епизода, освен Лекичевен колега кој работи 2 епизоди. Че јас се борев за некој собствен интегритет и мислам дека во голема мера и успеа во тоа. Така што го направив така што мислам дека треба, не можам да кажам дали е подобро или полошо, едноставно такво е, како што сепак стојам позади тоа. Да имаш нека неверојатна можност ти да бидеш креатор на нека серија од 10 епизоди. Покрај овие 5 режисери, кој уште 5 би ги ставил за режисери? Па тоа не знам, не, зависи од серијата. Наистина. Би кажал уште нешто за Берлиндон, сега што ќе кажам. Па, многу работи може да се кажат за Берлиндон. Многу подобро би било да зборуваме после филмот, ама таа прилика ќе немаме, бидејќи се нема време. Вие ќе сакате да пушите цигара, ладно. Добре, филмот доста трае, треба да почнеме со него, дали има но... Може неформално да зборуваме, ете, јас ќе бидам тука, па ако некој сака нешто да зборуваме, ќе зборува. Прашања, но ако има. Во ред, ви пожелам пријатна проекција.